Собранието ја констатираше оставката на министерот за здравство Таравари. Синоќа и заменик министерот за земјоделство Беџети си поднесе оставка од функцијата по 10-месечен период. А вчера тоа го стори и заменик министерката за одбрана, кадар на Алијанса за албанците. Неизвестно е дали вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај, кој се дистанцираше од Таравари, ќе остане да ја врши функцијата или ќе биде разрешен. Далиборка Демјанска ја вклучуваме директно во овие вести од Собранието. Далиборка, што се случува таму денеска? Да, Билјана, на самиот почеток на седницата беа констатирани оставките на досегашниот министер за здравство Арбен Таравари, на заменикот во земјоделство Флакром Беџети и на заменичката во одбрана Елфете Исмаили. Ниту еден од нив не се појави овде да ја образложи својата оставка. Согласно деловникот, кога самите поднесуваат оставка, нема расправа на седницата. За сега не се знае дали ќе остане на функцијата вице-премиерот Арбен Фетај, меѓутоа тој досега си нема поднесено оставка. Од вреди не откриваат кој ќе го замени Таравари, исто така и неговите заменици. Само ги повика досегашните членови на партијата на Таравари да останат во вреди. Предлагам да ја чуеме накратко изјавата на Касами. Во рамките на ВЛЕН останува и Алијанса на албанците. Само индивидуи кои соработува на некој начин или форма со ДУИ не се добре дојдени. Сите кои сакат да бидат на патот на Арбен Таравари кон ДУИ, кои сакат да одат по тој пат, им пожелуваме среќа и здравје, но сите кои ги добија мандатите и позициите како ВЛЕН, како резултат на поддршката што ја добивме на парламентарните избори, остануваат во ВЛЕН и се добре дојдени да ја продолжиме таа битка за подобар живот на албанците, на сите граѓани. Истиот повик до пратениците денеска го упати новиот координатор на новата пратеничка група на Вреди, Беким Кјоку, кој ги представи членовите на новата пратеничка група, кои за сега бројат 9, меѓутоа наскоро треба да им се придружи и пратеничката од Беса, која е следна на листата, а која треба да го замени пратеникот Селим Сулемани од Алијанса за албанците, кој денови си поднесе оставка. Со тоа оваа пратеничка група ќе брои 10, но очекуваат нивниот број да се зголеми до 14. Предлагам да ја чуеме и ова изјава. Упатуваме најискрен и срдачен апел до другите албански пратеници, особено на колегите кои го добија мандатот под коалицијата ВЛЕН, да се приклучат на ова група во овие клучни времења на земјата, за да го спроведат до крај мандатот на оние граѓани кои им ја дадоа својата доверба и надош под слоганот "Друшими ВЛЕН", значи промените вредат. Со приклучувањето на новата пратеничка Валдона Адили Емини, оваа пратеничка група ќе биде и првата пратеничка група која има повеќе жени отколку мажи и ќе брои 6 пратенички и 4 пратеници.